Почитувани, довербата тешко се гради, но лесно се урива. Генерации во македонската армија и Министерството за одбрана напорно работеа за да ја стекнат и за да се докажат како релевантен партнер на нашите пријатели и сојузници од НАТО. За сега, некои преку ноќ со неодговорни одлуки истата да ја прокоцка. Скандалот што беше обелоденот преку медиумите мора да се расчисти, а јавноста и нашите пријатели сојузници да ги добијат одговорите на непријатните прашања. Дали е точно дека првиот човек на војното разузнавање во минатото бил одбиван при аплицирањето за издавање на безбедносен сертификат? Кои се причините за одбивањето? Кои услови не биле исполнити од страна на Горан Василевски за македонските служби да не може да му издадат безбедносен сертификат со назнака државна тајна? Дали е точно дека Василевски се жалел и до управниот суд, но судот утврдил дека аргументите не се на негова страна? Јавноста легитимно се прашува врз основа на кои критериуми Горан Василевски е назначен од страна на Радмила Чекеринска за прв човек на војното разузнавање, доколку во минатото имал дамки во кариерата. Што се сменило сега за во експресен период од месец дена истиот да се стекне со безбедносен сертификат од највисок степен? Какво мислење градиме кај нашите партнерски служби доколку поставиме за прв човек на војното разузнавање лице кое подолг период не ги исполнувало условите за издавање на безбедносен сертификат и паѓало на проверките за безбедност? Јавноста чека одговори. Како Горан Василевски со безбедносен сертификат се стекнал за непол месец, иако законските процедури за добивање на сертификат со степен државна тајна изнесуваат до 6 месеци, а во ворени услови може да изнесуваат и до 12 месеци? Дали може би блискоста на Василевски со СДСМ, која се гледа од јавно објавените фотографии на истиот на неговиот Facebook профил, допринела за експресна постапка? По информациите кои ги обелоденија медиумите, постои сомнеш дека постојат пропусти во постапката. Имено според постапката за стекнување со безбедносен сертификат ДБКИ бара мислење од војното разузнавање кое по собраните податоци ги подпишува началникот на војното разузнавање, поточно Василевски. Значи ли тоа дека Василевски сам на себе си подпишал безбедносна проверка и со тоа без поседување на безбедносен сертификат имал увид во класифицирани информации? Во интерес на нашата НАТО интеграција и довербата кај нашите партнери, Чекеринска е должна да ги одговори овие прашања. Радмила Чекеринска и СДСМ со своето неодговорно однесување постои ризик да ја загрозат меѓународната репутација на Република Македонија кај нашите НАТО партнери. Власта не смее ниту во еден момент од своето делување да ги загрози стратешките НАТО интереси на Република Македонија. Благодарам.